на пазарот. Бројките говорат дека најголем број на инвеститори се одлучиле за Македонија во 2012 година, дури 6 компании. До 2015 вкупната бројка достигна 13 инвеститори од Германија. За во 2018 и 2019 имаме само по еден инвеститор. Зошто? Also die Industrieansiedlung in Mazedonien 6-7-8 години беше почетокот кога почна поинтензивно да доаѓаат странските компании, странските инвеститори. Знаете, тие наидоа на еден пазар, држава, каде што се распадна социјалистичкиот систем, компании, што за време на социјализмот биле продуктивни, меѓутоа во голем дел поддржани од државата. Во тој период условите за странските компании на пазарот во Македонија беа многу добри, бидејќи имаше голема невработеност во земјата. Во меѓувреме се смени ситуацијата на пазарот на трудот. Од странските инвеститори кои што дојдоа во Македонија имаме навистина неколку компании кои што се предводници. Дури можеме да ги наречеме светилници. Ќе земам компанијата Van Hol за пример, која што работи тука во економската зона во Скопје. Таа соработува со голем број на македонски компании кои што се низини добавувачи, но се работува и со интернационални компании. Покрај Van Hol дојде компанијата, германската компанија Kiel, која што во Македонија се одлучи да ги произведува седиштата за автобуси за Van Hol. Ова компанија е одличен пример како може една странска инвестиција да се работува со домашни странски инвеститори. Она што би сакал да го споменам за 2018, односно 2019 година и да кажам, да коригирам, нема само една странска инвестиција. Туку инвеститорите кои што се веќе во земјата пред 5-6 години, тие прават план како ќе се развиваат нивните инвестиции. Тој план на реализирање на понатомошната инвестиција во земјата зависи од политичкиот развој во државата, стопанскиот развој, но исто така зависи и од глобалниот пазар. Што бара глобалниот пазар? Голем број од постечките инвестиции токму од 2019 и 2018 година го реализираат својот понатамошен инвестициски план во државата. И искрено сметам дека Македонија е еден многу мал пазар со 2 милиони жители и како се развива стопанството може да се процени дека е многу нормален развој на стопанството, а оценката од наша перспектива е дека стопанството се развива по нагорна линија, односно добро. Дали повеќе се заинтересирани за гринфилд инвестиции и превземање на компании? Also die Investoren, die jetzt Станува збор за инвестиции кои што доаѓаат и започнуваат со својата инвестиција од нула, гринфилд инвестиции, значи каде што градат. Немаме никаква најава дека ќе дојде некоја инвестиција која што сака да превземе некоја македонска компанија и да ја. Но она што е многу интересно е тоа дека се повеќе зголеми интересот на компании од Германија, кои што се со седиште во Германија, да се работуваат со добавувачи од Македонија. Ние имаме таков тип на проекти, кои што ги водиме веќе неколку години. Тоа е иницијативата за пронудење на добавувачи од Западен Балкан. Врвни германски компании се сретнуваат со македонски компании за електропреработувачка, односно металопреработувачка. Што треба направат македонските компании да вложат напор, труд, да го кренат квалитетот на едно високо ниво и потоа тие имаат обезбеден долгорочен откуп на своите производи за германски големи компании. Исто така во овој контекст би сакал да го најавам македонскиот саем за преработувачка индустрија, кој што го организираме заедно со МАМЕ. Тој саем ќе се одржи во октомври и ќе биде еден голем саем за средби помеѓу германски и македонски компании од металопреработувачката индустрија и електропреработувачката индустрија. Очекуваме стотици компании да учествуваат на тие B2B средби од Македонија, од регионот и од Германија се разбира, но она што исто така го правиме е еден нов проект, тоа е проект за IT индустријата, стартап сцената во Македонија, каде што ќе настапиме на Хановер, на сајмот во Хановер и ќе се обујдаме да направиме една платформа за германските IT компании и македонски IT компании и да им овозможиме соработка. Најава за нови инвестиции од Германија или пак одредени веќе што се присутни да го прошират своето производство? Also, fangen wir doch erstmal an mit sowohl
Нова прашање ќе почнам првично со недолку позитивни вести. Очекувавме една голема германска инвестиција која што произведува кабли. За жал, ова инвестиција нема да се реализира. Не е проблемот во пазарот, тука и во условите кои што ги нуди земјата, туку проблемот е во самата компанија, интерен проблем е и развојот таму. Но она што е позитивно, пред неколку дена беше најавена германската инвестиција Gerresheimer. Станува збор за нова инвестиција која што ќе се занимава пред се со инженеринг и ќе вработи неколку стотици инженери. Имаме производство на едно друго и повисоко ниво со подобри услови. Покрај Gerresheimer има уште една нова инвестиција, таа е од автомобилската индустрија. Ве молам за разбирање, не можам сега што да го кажам името. Ова инвестиција од автомобилската индустрија ќе произведува нешто слично што произведува Dräxlmaier и Marquardt во Македонија, тип на приклучоци кои што се користат во автомобилската индустрија. Во меѓувреме повторно имаме една компанија која што се занимава со истражување и развој. Таа за сега вработува 30 на луѓе, меѓутоа планира да го прошири својот капацитет. Компанијата воедно и произведува специфични уреди кои што се користат во машинската индустрија, специјални завратки и тој тип на продукти. Сакам да кажам дека имаме еден позитивен развој во однос на странските инвеститори кои што доаѓаат во Македонија и интересот е доста голем и се зголемува во текот на годината. Volkswagen? Also wir haben, glaube ich, das Gefühl, во врска со инвестицијата на Volkswagen, она што е моје причувство е дека тие ќе донесат одлука или својата инвестиција да реализираат во Бугарија или пак можеби во Србија. Знаете, причините се во Македонија, една од главните причини е пазарот на трудот, бидејќи веќе расположливата работна снага е многу ограничена, а Volkswagen е компанија која што има потреба од голем број на работници. Како што спомнав, веќе во региони многу тешко да се најде во Македонија. Сметам дека Србија има доста добри шанси. Она што ќе кажам е, се надевам дека Volkswagen ќе донесе мудра одлука и ќе инвестира тука некаде во регионот. Предноста пак на Бугарија е тоа што е член во Европската унија. Но како и да е, доколку Volkswagen инвестира во регионот, сметам дека целиот регион ќе профитира од тоа. Не е важно само да имаме престижни инвестиции во земјата, важно е исто така и како се развива целокупниот регион. Сметам дека Македонија во изминатите години имаше доста позитивен развој. Не сите земји од соседството се развиваа позитивно. Мислам дека некои од државите во соседството има застој во развојот. Она што е моје искрено мислење е дека 2-3 држави од Балканот треба истовремено да се развиваат позитивно. Мислам дека тоа навистина ќе му направи нешто добро на целиот Балкан. Господине Мартенс, ви благодарам што бевте гости на Македонско радио, Радио Скопје, каде го слушнавме гласот на германскиот инвеститор во Македонија. Почитувана госпоѓа Демировска, срдечно ви се заблагодарувам за можноста да бидам дел од ова интервју. Ми беше голема чест и задоволство. Се надевам дека во иднина ќе имам можност да бидам почесто ваш гостин и да споделувам со вас позитивни вести од стопанството.